Добри дојде за Саша Ордановски, Транспарентност Македонија, политички аналитичар и новинар се разбира. Синоќа Нова објави ексклузивна вест која ја пренесува скоро сите македонски медиуми дека со брата Рој, славниот индиски милиардер, дури не е ни милионер, му се замрзнати сите сметки и имот на фирмите. Тој е човекот кој на покана на македонската влада дојде да инвестира токму во крајбрежјето Охридско со казина и хотели, да прави споменик на мајка Тереза. Зошто македонската влада бира, односно, токму вакви инвеститори? Па прво пропадна планот да се најде златото на Хитлер. Знаете дека бара по ова дека Хитлер кога се повлекол баш во Македонија тука. Тоа мислам Миленко се тие приказки ги слушам 20 години им го продаде на Грујо, копаа бара, нема злато од Хитлер. Нешто со катарски офринци исто за главу е работа, не оди. Нешто кинезите ќе правеа Вардарска долина, добро се види тоа ќе бевме пловни до Виена, ништо не бидна. Нешто Алшар ќе го активира дека тоа него ќе биде нафта бара повче погија и од тоа ништо не биде. Сега дојде на ред со брата Рој. Ја морам да ви кажам дека мене господинот Рој ми е симпатичен. Баш како излезе од некои боливудски продукции така натаму во филм. Да. Човекот очигледно многу богат, очигледно дека такво богатство во некакви индиски услови не се прави баш. 33 милиони индици заглавил, преварил ќе речев, да. Тоа е тоа однос на 2 милиони македонски држави. Значи, тоа е една очајничка варијанта во која што, како да кажам, решението треба да дојде со маѓепсничко стапче. Бидејќи во суштина моделот економски на Груевски на Ставревски пропадна, тој модел беше еден нереален модел, тој еве во 8 година влегуваме, тој тотално рекнат е моделот. И сега треба да се бараат некакви маѓепснички стапчиња во кои што преку ноќ ќе се реши ситуацијата. Давид Коперфилд економски модел, тој е еден казино ројал економски модел. Мислам, видите, ќе пропадне и тоа, ја ова не го кажам со задоволство, има комични елементи целата работа, меѓутоа кога ќе ја поставите така несериозно целата работа, тоа че и резултатите се такви. На крајот сепак можеби ќе останат неколку од овие наши сега раководни личности со по некој плац до плажата Охридска. Мислам дека тоа е најреалното што може да се очекува вака. Барем мене како што ми се чини до сега. Ги споменавте кинезите и разни видови инвестиции кои воопшто не се реализираа. Имавме пример со Марк Гут, например, тој беше актер, глумец со бучим или пак уште еден со каубојски шешир. Јас ги викам тие манекени, мислам, такви манекени се типични за овој тип на ситуација во која се наоѓа. Таму ќе прошета некој кој нешто научил, го платил и така. Видите, кога не одите во Визбегово, да ги прашате тие 100, 200, 300 луѓе таму кои што врзуваат бизниси, кои што вработуваат, веројатно неколку стотици илјади луѓе. Да ги прашате, извините, како вас да ви помогнеме? Тогаш сето друго се овие комични манекенски варијанти во кои што, знаете како, Груевски развива еден модел во кој он се срами да него Визбегово, го спомнувам случајно, може да биде било која од овие постоечки или не знам Петровец или ако одите на кај Драчево исто така има таму низа фабрики. Кога нив не одите да ги прашате бе луѓе, како вие од овие 10 души погодно да направиме идната година ше тројца да вработите? Тоа за Груевски испод чест. Значи мора бидат милиарди. Што видите кои ќе тргнете од Александар Македонски, не може да се во Визбегово да идете. Него се тоа мора да бидат како да мегаломански проекти, приватни авиони, мегаломански проекти, милиардери. Зашто е навредливо да биде под тоа? Зашто навредливо да, знаете како они Македонија не ја гледаат како потреба за една 2-милионска мала европска земја да се модернизира и да биде пристојно место за живење. Не, ова мора да биде центарот на цивилизацијата. Ова мора да биде Александар Македонски, значи мора да биде нешто што ќе биде милиарди, нешто што ќе биде кинези, пловност, бродови. Тоа е тоа. Во тој филм живееме. Да, и се пукнува како балон. Министерот за финанси, да го цитирам, Зоран Савревски изјави дека не е загрижен што со брата Рој има всушност спор во Индија, 33 милиони индици тој прелажал, затоа што вели тоа е работа на друга држава, важно ни нас тука да донесе инвестиции. Ние влеговме како земја во една, да ви кажам, неосвоена територија на шпекулативни капитали. На крај не е случајно дека господинот Рој нешто овде ќе инвестира. Затоа што Македонија спаѓа во високоризична земја кај што и профитите се високи. И каде што заради тоа, потоа процедурите даваат изворедни можности
да вие низ оваа држава, која нема голем капацитет за перење пари, но сепак има некаков капацитет, и не заборавајте се наоѓа на европско тло, да легитимирате некои пари кои на други места не можете да ги направите. Впрочем, видите, ние памтиме, да речеме, ја памтите она бугарско-канадска компанија која ќе купуваше ТЕЦ Неготино. Памтите разноразни фейк компании овие со шешир, Ние станавме таква земја. Овдека ќе доаѓаат луѓе кои што, знаете како ќе изгледат аеродром кој ќе декларира дека чини 130 милиони евра. Секоја нормална, вака овлашна проценка ќе ви каже дека тој аеродром не може да чини 130. Како и врбите, како и спомениците. Значи, тој тип, веќе станавме земја во кој тој тип на бизнисмени привлекуваме. Да. Она што беа легитимни потенцијални инвеститори, она што беа луѓе кои беа одбиени. Затоа што овдека треба да дојдат луѓе кои што ќе пласираат некакви сомнителни сделки со високи профити, од тоа нешто може и да остане во земјата, не е исклучено, затоа велам, може тој со брата на крај ќе направи некоја кафеја на уште една во низот таму на Охрид, но на крај не му е него тоа целта ми се чини. Повеќе би бил склон да мислам дека целта му е нешто што ќе го направат со Ставрески, а што ние ќе го дознаеме многу подоцна. Например? Па тоа ќе бидат некакви банкарски сметки кои што нема да ги видиме, нема да бидат објавени, тие не се трудат да објават ни елементарно. Проектот е толку нетранспарентен што да имате најдобра волја да кажете браво за владата, конечно може така и треба да се рече со коцкарници, охрите, така. Вие не можете на овој безобразен начин, без никакво респектирање на закони за заштита на околина, јавни расправи, некакви визии, проекции, стратегии и така натаму. Зошто велите никогаш нема да ги видиме тие сметки во оваа држава, никој ли нема да одговара за корупција? Па кажете ми кој одговара за корупција? Говорам за иднината. Веројатно не знам. Јас да ви кажем право, не можам да бидам баба Ванџа да гледам што ќе биде во иднината. Да гледам дека овдека капацитетот за таа работа речиси не постои, се сведува на невладини организации каква што е Транспарентност Македонија, да ги нервираме повремено малку, да им дигаме крвен притисок. И толку. Видите, тие работи може само реално држава да ги открие. Пазите, значи перење на пари, странски сметки, така за тоа работа капацитет има држава. Најдобар пример, нема ни новинари, видите. Нема ни истражувачко новинарство што тоа може да го реши. Вие може да инсистирате и да притискате да државата си ја заврши работата. Дали после оваа власт ќе дојде држава која што ќе сака тоа да го, тоа останува да се види. Добро, еве кажете ми како може неказнето да помине без тендер да се добива крајбрежје, без конкурс да се добива споменик Мајка Тереза. Слушайте, ние дојдовме во ситуација да ги тепаат претендниците во парламент и за тоа да никој ништо не одговара, па дури ни чуварот таму на влезот. И новинарите не ги заборавајте. Се разбира, значи секое друго прашање за тоа како може е безсмислено. Добро. Со брата Рој изјави кога дојде тука во Македонија, не ме врзнува бизнис, туку Мајка Тереза ми даде таа благослов. Во Бангладеш ја дал скоро истата изјава, рекол, не сум дојден за бизнис, ме врзуваат корените. Гледате, господинот Рој не е неспособен човек, не е човек без харизма, да се направат толку пари, па макар и на начин за кој што е индиската држава го товари дека ги правил, тоа не го прават неспособни луѓе. Тоа секако го прават луѓе кои што имаат апарат, кои што имаат капацитет да дигестираат овој тип на идеи. Ја ќе ви кажам само еден детал кој мене ми падна во очи. Со брате Рој го ангажирал едно од најдобрите архитектонски бироа во светот да го прави проектот за Охрид. Видите, кога овие наши абдали го правеа Скопје 2014 и решија да потрошат онака како пијани морнари 500 милиони милиарда, кој знае колку ќе кошта. Тогаш дури текстови пишува. Ви ме го слушате. Кога веќе сте решили тоа го направите? Земете ги 5 најдобри архитектонски бироа во свет. Условете ги на нив да им закачите по 2-30 архитекти македонски да нешто научат. Тоа што ќе го направат ќе биде вест за CNN без да го платите. Денеска во Скопје ќе имаше 5 згради како што е на господинот Рајт кој што го правил проектот за ова, за кој што ќе влезевме во енциклопедии на архитектура. Без разлика што ќе се потрошат парите, без разлика тоа. Или уметност како Валентина Стефанова. Тоа не го направија. Ангажираа некакви медиокритети македонски, тотални маргиналци како и се друго, да трошат онака како да им се од дедовина наследени парите, сите тоа ќе го платиме. Не ги видовме сметките. Тоа е разликата меѓу Субрата Рој. Кој знае Субрата Рој сепак од Лондон најдоброто биро. Ти мислите дека нема едно 3-4 милиони архитекти во Индија?
може има и 30 милиони, не знам, огромна држава. Не земал индиски архитекти. Го земал најдоброто биро да го направи ова. Да, добро, да му аплаудираме за тоа на собрата Рој. Ќе остане еден проект кој што веројатно од архитектонски аспект ќе биде импресивен. Да, добро, ќе видиме. А твитерџиите и тие му аплаудираат на Рој собрата, тоа сум јас и јас сум собрата, ако не може хотели, казина, тогаш велат едно кафеанче во Трпејце или може би пченки ќе продава на плажата Охридска, да му се врати бакшишот на собрата, греота е човекот. Добро, сега едно прашање околу Маđar Телеком и ќе одговара ли некој во оваа држава? За Маđar Телеком? Да, да. Не верувам. Не верувам, не постои расположение за истражување на тоа. Мислам дека тоа не е толку тешко да се востанови. Мислам дека многу деталите се знаат, но вие, знаете како имате јавен обвинител кој оди на ромски бал, да седи кај човек кој што одлежал по тоа јавно обвинителско обвинение, не знам колку години во затвор. Што да очекувам јас од тоа јавно обвинителство? Дека ќе покрене процеси во кои многу повисоки личности од шефов на ромскиот бал треба да одговараат. Таква илузија немам. Значи, тоа не мислам дека ќе се случи. Видите дека се знаат актерите, имате ли сознание за некои имиња? Јас лично, видите, заради тоа што сме на транспарентност толку години и така натаму, ние знаеме некои детали кои што на нас не се кажени од некои луѓе кои што беа викани да бидат сведоци во американската истрага. Ние имаме принцип да тоа не го кажуваме, бидејќи не се работи за тоа да правиме новински спектакли, туку се работи за тоа да заштитиме интересот на сведоци, но тие сведоци бидејќи се плашат дека може да имат последици кои што се непријатни за нив од македонската држава, депонираат одредени работи кои што во одреден момент ние ќе ги активираме ако се случи нешто. Така што не се работи, значи ако ние ги имаме, сигурен сум дека се депонирани на уште 10 во моментов државниот врв ли е инволвиран? Не, ја не сакам уопште да ви коментирам таа тема. Си има јавно обвинителство, си има органи за прогон, нека повелат да си ја направат таа работа како што треба. Значи, а дека може да дојдат до сознанието не е спорно. Добро. Благодарам што бевте. Благодарам за поканата.